Благодарам. Најпрво сакам да се заблагодарам на Министерството за внатрешни работи на Австрија за можноста да ја одржиме оваа средба денеска пред овој ценет аудиториум. Thank you. First of all, I would like to thank the Federal Ministry of Interior of Austria for the possibility to have this meeting today. И со задоволство да ги споделам информациите со кои што располага Република Северна Македонија, а се однесуваат на современите миграцијски текови. And to share the latest information available to the Ministry of Interior of the Republic of North Macedonia regarding contemporary migration flows. Со задоволство ќе зборуваме за нашите планови за зајакнување на соработката во земјите од регионот на Западен Балкан и Европската Унија во целина, но и развивањето на механизми кои што се предвидени со неодамна подпишаниот договор со Frontex, кој го подпишавме заедно со Еврокомесарката за внатрешни работи на 26 октомври во Скопје. It is with great pleasure that I will speak on the plans to strengthen the cooperation with countries in the region and with the European Union as a whole, but also in regards to mechanism development foreseen in the recently signed status agreement with Frontex, which we signed with the European Commissioner for Internal Affairs, Madam Ylva Johansson, on October 26 of this year in Skopje. Зборувајќи за секоја безбедносна појава, треба да го имаме предвид фактот дека за успешно имплементирање на политики за одговор на закани и ризици потребна е соодветна операционализација и јакнење на капацитетите за соработка помеѓу надлежните органи на една институција во рамки на безбедносниот систем во целина, а секако да имаме предвид и соработката која се остварува помеѓу владините и невладини организации, национални и меѓународни, како и регионални и меѓународна соработка во целина. Speaking on any security phenomenon, we should take into account the fact that for the successful implementation of policy to respond to threats and risks, it is necessary to operationalize and strengthen the capacities for cooperation between the competent authorities within an institution, with the security system as a whole, and of course we should also take into consideration the cooperation between governmental and non-governmental organizations, national and international, as well as regional and international cooperation as a whole. Во современиот свет, во кој сите споделуваме заеднички ризици и предизвици, треба да бидеме способни да ги споделуваме и товарот во креирањето на меѓународниот мир и безбедност и да инвестираме во него, како од финансиски, така и од аспект на развој на политичките, воени и цивилни способности за безбедност и одбрана. In the modern world, where we all share common risks and challenges, we should also be able to share the burden of creating international peace and security and invest in it, both financially and in terms of development of police, military and civilian capabilities for security and defense. Проекциите за иднината и нивно реализирање треба да ја зајакнат позицијата на Северна Македонија и таа да продолжи да ги исполнува своите обврски кои произлегуваат од членството во НАТО и другите интеграции. Во нашите стратешки планови јасно се идентификувани целите и областите на дејствување во областа на безбедноста, средства и инструменти за мерење на постигнатото и временските рокови за нивно постигнување. The projections for the future and their accomplishment should strengthen the position of North Macedonia, and it should continue to fulfill its obligation arising from the NATO membership and other integrations. Our strategic plan clearly classifies the goals and areas of action in the field of security, tools and instruments for the assessment of achievements, and the time frame for their achievement. Миграцијските текови со кои што се соочуваме, подолг временски период влијаеа да се воспостават и да се развиваат сериозни капацитети, преку кои државата ќе ги следи и ќе ги контролира практично таквите текови, соработката со меѓународните организации, но и домашните институции и организации, овозможува да се креираат хумани политики кои ќе ги задоволат двете основни премиси на политичкото постапување. Прво, да се заштитат имотот и безбедноста на граѓаните според националното законодавство, и второ, до најголема можна мера да се почитуваат човековите права и слободи според светски стандарди, пред се согласно Универзалната декларација на Обединетите нации и документите на Советот на Европа. The migration flows that we are facing for a long period of time now have shaped the establishment and development of grave capacities through which the state monitors and controls such flows.
premises of police action. First, to protect the property and safety of citizens according to the national legislation, and second, to respect the human rights and freedoms to the greatest possible extent according to the world standards, primarily according to the UN Declaration, the documents of Council of Europe and others. Меѓу главните приоритети на МВР во делот на миграција е продлабочувањето и одржувањето на меѓународната соработка со земјите од нашиот регион, со земјите на транзит и со земјите на потекло, со агенциите на Европската Унија, другите меѓународни релевантни организации, како и преку активно учество во бројни меѓународни и регионални платформи, иницијативи и процеси. Among the main priorities of the Ministry of Interior in the field of migration is deepening and maintaining international cooperation with the countries of the region, with the countries of transit, and with the countries of origin, with EU agencies and other relevant international organizations, as well as through active participation in numerous international and regional platforms, initiatives, and processes. Потекси и повеќе проекти со цел на тамошно синхронизирање со европските стандарди, не само во делот на управувањето со миграции, туку и во граничното управување во целина. Минатата година успешно беше финализиран и твининг проектот усогласување на национални системи за гранично управување со барањата на Европската Унија и Шенген, во чии рамки е изготвена национална стратегија за интегрирано гранично управување на Република Северна Македонија согласно европскиот концепт за интегрирано гранично управување. Several projects are underway with the aim of further synchronizing with European standards, not only in the area of migration management, but also in border management as a whole. Last year, the twinning project, aligning the national systems with EU and the Schengen requirements for border management, was successfully implemented within the framework of which the National Strategy for Integrated Border Management of the Republic of North Macedonia was drawn up in accordance with the European concept for IBM. Големите миграцијски движења кои што беа од периодот 2014-2017 година се заднасноста на научени лекции, изградени капацитети, кои се гарант дека регионот на Југоисточна Европа, но и Северна Македонија се подготвени да одговорат на секоја идна закана и ризик од нови големи миграцијски бранови. Постојано следиме состојбата, навремено одговараме на сите нови движења, со особено внимание на организирани криминални групи во овој период се активни во мрежите на кримчарењето на мигранти. The large migration movements from the period 2014-2017 are behind us, but the lessons learned and the built capacities remain, which are guaranteed that the region of Southeast Europe, but also North Macedonia in particular, are ready to respond to any future threats and risks of new large migration waves. We are constantly monitoring the situation and promptly responding to every new movement, with particular attention to organized criminal groups that are currently active in the migrant networks. Откако стивна пандемијата со коронавирусот, повторно стана активни мрежите на кримчарење на мигранти, па во првите 10 месеци од оваа година бележиме двојно повеќе обиди и двојно повеќе кривични дела во делот на кримчарењето на мигранти, ако го споредиме со истиот период од минатата година. After the coronavirus pandemic has subsided, migrant smuggling networks became active again. So in the first 10 months of the year, we recorded twice as many attempts and twice as many crimes related to migrant smuggling compared to the same period last year. Со 31 октомври заклучно оваа година имаме 83 случаи на кримчарење на мигранти, што е двојно повеќе него во 2021 година, кога беа забележани 44 вакви случаи. Дури 78 биле откриени од полициски службеници кои што се распоредени за обезбедување на јужната граница, односно кон Република Грција, каде што практично учествуваат и австриските полициски службеници. Namely, by October 31st of this year, 83 cases of migrant smuggling were recorded, which is twice as much as in the same period in 2021, when 44 cases were recorded. As many as 78 cases was discovered by the police officers assigned to secure the southern border, i.e. towards the Hellenic Republic, where also Austrian police officers are assigned. Бележиме еднаков тренд на бројот на обиди за илегално преминување на државната граница, така до 31 октомври 2022 забележани се приближно 17.000
обиди за илегален влез во нашата држава, што е речиси изброј, како и за истиот период од претходната година. Меѓутоа, повеќе од 15.000 обиди, односно помалку од 90% од сите обиди за илегално преминување на границата се забележани на јужната граница. We note the same influx trend in number of attempts to illegally cross the state border until October 31st, 2022. Approximately 7,000 attempts of illegal entry into our country were recorded, which is almost the same number as for the same period the previous year. More than 50,000 attempts, that is slightly less than 90% of all attempts to illegally cross the state border, were recorded at the southern border. Во однос на кривично-правниот аспект во третирањето на кривичните дела, поврзани со кријумчарењето на мигранти, Северна Македонија ги применува познатите елементи на ова кривично дело на начин кој е препознатлив за повеќе современи демократи, пред се според протоколот на Обединетите нации против кријумчарење мигранти на копно, море и воздух, со кој се надополнува Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал. Во битието на делото се препознаваат основни елементи кои се однесуваат на обезбедување на нелегален влез на друго лице на територија на друга држава, а заради финансиска или друга материјална корист. Regarding the criminal law aspects of the treatment of crimes related to smuggling of migrants, North Macedonia applies the known element of this crime in a way that is recognizable for most modern democracies, and above all, according to the protocol of the United Nations against smuggling of migrants by land, sea and air, which supplements the United Nations Convention against transnational organized crime. In the nature of the crime, the basic elements related to ensuring the illegal entry of another person into the territory of another state for the purpose of financial or material benefits are recognized. Со ова им се овозможува и на полицијата, на јавното обвинителство, на другите правосудни органи да ги исполнуваат своите законски овластувања и да одговорат на предизвикот на овој организиран меѓународен криминал. Политичкото постапување во однос на кријумчарењето на мигранти е насочено пред се кон размена на информации за осомничени лица или организирани криминални групи кои вршат кријумчарење, размена на информации за рути, превозници, превозни средства кои што се користат од страна на кријумчарите, размена на информации за злоупотреба на патни документи, размена на информации за средства и методи за сокривање и транспорт на лица, врски размена на законодавни искуства и практики како и мерки за спречување и борба против кријумчарење на мигранти, споделување научно-технолошки информации корисни за органите за спроведување на закон со цел зголемување на капацитетот на спречување, откривање и истражување на кријумчарењето на мигранти и јакнење на соработката помеѓу агенциите за погранична контрола, меѓу другото преку воспоставување и одржување на директни канали на комуникација. This enables the police, the public prosecutor's office and other judicial authorities to fulfill their legal powers and respond to the challenge of this organized international crime. Police action in relation to migrant smuggling is aimed at exchange of information about suspects or organized criminal groups that carry out smuggling, exchange of information about routes, carriers and means of transport used by smugglers, exchange of information on misuse of travel documents, exchange of information on means and methods for hiding and transporting persons, links and exchange of legislative experience and practices as well as measures to prevent and combat migrant smuggling, sharing of scientific and technological information useful to law enforcement authorities in order to increase the capacity to prevent, detect and investigate migrant smuggling, and strengthening cooperation between border control authorities, among others, by establishing and maintaining direct channels of communication. Најголемите групи на кријумчарени мигранти, идентификувани од страна на македонските надлежни органи, потекнуваат од Албанија и Авганистан, но исто така и од Средниот Исток, Турција, Сирија, Иран, Палестина и африканските земји Сомалија, Гана, Етиопија, Нигерија и така натаму и од Азија, односно Кина. The largest group of smuggled migrants identified by the Macedonian authorities come from Albania and Afghanistan, but also from the Middle East, Turkey, Syria, Iran and Palestine, African countries, Somalia, Ghana, Ethiopia, Nigeria, etc., and China, Asia. Како и да е, профилот на мигранти кои транзитираат низ нашата земја е предмет на постојани промени во зависност од глобалните миграцијски трендови. Меѓународните криминални организации вклучени во кријумчарење на мигранти
најчесто се формирани во земји на потекло на мигранти, а се лоцирани и действуваат во земјите на потекло, на транзит и на дестинација. Најзастапени се криминални организации од Авганистан и Пакистан. Се работи за високо структурирани криминални организации на повеќе нивоа, членови најчесто се семени поврзани, организирани на хиерархиска основа, со строго поделени улоги и задачи. Во секој од земјите на транзит инфилтрираат лице од доверба, кое може да биде член од криминална организација, но и лице мигрант што воспоставило соработка со таа криминална организација. However, the profile of migrants transiting through our country is subject to constant changes depending on global migration trends. International criminal organizations involved in migrant smuggling are mostly formed in the migrants' countries of origin and are located and operate in the countries of origin and transit and countries of destination. The most represented are the criminal organizations from Afghanistan and Pakistan. They are highly structured, multi-level criminal organization groups. The members are mostly family related, organized on a hierarchical basis, each with specific role and task. In each of the countries of transit, a person of trust is being infiltrated who may be a member of a criminal organization but also might be a migrant who has established cooperation with the criminal organization itself. Тоа лице најчесто е од земјите на потекло на мигранти, престојува илегално во државата или за да ја прикрие таа своја криминална улога, го легализира својот престој и се јавува како барател на азил. Често пати случуваат и договорени бракови со наши државјанки заради легализација на престојот. Улогата на ова лице е да регрутира лице наш државјанин, македонски, како водич на организираната криминална група. Лицето водач регрутира транспортери, како со своји патнички товарни возила, имаат улога да ги преземаат мигрантите по илегалниот влез од Грција и безбедно да ги пренесат на подрачјето на северот од земјата заради нивно привремено засолниште и понатамошно транспортирање до Србија. That person is usually from the countries of origin of the migrants, resides illegally in the country, or in order to cover up his criminal law, he legalizes his stay and presents himself as an asylum seeker. They often conclude arranged marriages with our citizens in order to legalize their stay. The role of this person is to recruit one of our citizens, a Macedonian person, as a leader of the organized criminal group. The leader then starts recruiting transporters who, with their passenger and cargo vehicles, have the role of taking the migrants after they enter illegally from Greece and then transporting them safely to the area in the north of the country for their temporary shelter and further transportation to Serbia. Владата на Северна Македонија, реагирајќи одлучно против трговијата со луѓе и илегална миграција и сакајќи да постигнеме едно повисоко ниво на ефикасност, заедничко действување во борбата против овие две појави, донесе одлука за формирање на Национална комисија за борба против трговија со луѓе и илегалната миграција. Националната комисија има задача да ја следи, да анализира состојбата со трговијата со луѓе и илегалната миграција, да ги координира активностите на надлежните институции, меѓународни и невладени организации, кои што се вклучени во решавањето на проблемите од оваа област. Успешно ја завршиме постапката за подготовка на нова стратегија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција за периодот 2021-2025 и во истата се констатирани сите силни страни, слаби страни, научени лекции од претходните стратешки документи. The government of the Republic of North Macedonia, reacting decisively against human trafficking and illegal migration, wanted to achieve a higher level of efficiency and joint action in the fight against this phenomenon, made the decision to establish a national commission for the fight against human trafficking and illegal migration. The National Commission has the task of monitoring and analyzing the situation with human trafficking and illegal migration and coordinating the activities of competent institutions, international and non-governmental organizations involved in solving the problems of this area. We have successfully completed the procedure for the preparation of the new national strategy for the fight against human trafficking and illegal migration for the period of 2021-2025. It is based on the strong features and weak sides and also lessons learned from the previous strategic documents. Како силен потик за сите наши планови за реформи во безбедносниот систем, особено за реформи во системот на обезбедување на државните
граници, но и силна политичка поддршка за европеизација на целиот регион го сметаме и подпишувањето на договорот со Frontex, кој што на 26 октомври имав чест и привилегија во име на владата и во име на Министерството за внатрешни работи да го подпишам овој договор. We consider the signing of the agreement with Frontex as a strong motivation for all our plans for reforming the security system, especially for reforms in the state border security system, but also as a strong political support for the Europeization of the entire region. On October 26th, I had the honor and privilege, on behalf of the Ministry of Interior and the government of the Republic of North Macedonia, to sign the status agreement on operational activities carried out by the European Border and Coast Guard Agency. Договорот ги опфаќа најзначајните аспекти за соработка помеѓу Македонија и оваа Европска агенција, кои се однесуваат на границите, односно на безбедноста на границите. Ова, впрочем, е за окружување на соработката со земјите од Западен Балкан, кои се кандидати за членство во Европската Унија, се овозможува проширување на просторот на безбедност, за јакнување на регионалната соработка, особено квалитативната поддршка на процеси на хармонизација на законодавство во поглавјето 24 од преговорите за членство во Унијата. The agreement covers most significant aspects of cooperation between our country and this European agency regarding the border security. That is, in fact, the conclusion of cooperation with the countries of the Western Balkans, which are all candidates for members in the European Union as well, and it enables the expansion of the area of security, the strengthening and regional cooperation, and in particular the qualitative support of harmonization processes for legislation in Chapter 24 of the negotiations on EU membership. Се надеваме дека во текот на наредните неколку месеци и години заеднички ќе ги констатираме придобивките од подпишаниот договор, неговото значење за контрола на миграцијските текови, обезбедување на надворешните граници на Европската Унија и безбедноста на границите на регионот на Западен Балкан. We hope that during the next few months and years we will jointly ascertain the benefits of the signed agreement and its significance for the control of migration flows, the securing of external borders of the EU and the security of the borders in the region of the Western Balkans. Договорот за нас, македонците, има посебно значење, бидејќи представува прв ваков договор подпишан со тело на Европската комисија и тоа на македонски јазик, со што се потврдува нашиот стремеж за интегрирање во Европската Унија како државјанин на Република Северна Македонија и воведување на македонскиот јазик како официјален јазик во Унијата. The agreement is of exceptional meaning for us Macedonians, as it is the first agreement signed by the body of the European Commission in the Macedonian language, which confirms our aspiration to integrate into the EU as citizens of the Republic of North Macedonia and the introduction of the Macedonian language as the official language of the Union. Како министер кој раководи со еден од клучните министерства во владата, дозволете да го истакнам и значењето на овој договор од Frontex и од аспект на Министерството за внатрешни работи. Убедени сме дека подпишувањето на договорот, особено неговата реална имплементација на терен, значително ќе ги потикне процеси на хармонизација на домашното законодавство, особено во делот на обезбедувањето на државната граница со европските директиви и регулативи од оваа област. As a minister in charge of one of the key ministries in the government, let me emphasize the importance of the agreement with Frontex from the perspective of the Ministry of Interior. We are convinced the signing of the agreement, and especially its actual implementation on the field, will significantly encourage the processes of harmonization of the domestic legislation, especially in the area of state border security, with European directives and regulations of this range. Не би сакал да го завршам моje излагање без да споменам важноста од постоењето на така наречена меѓународна заедничка операција која ја иницииравме во декември 2015 година и од тогаш па наваму непрекинато се спроведува на нашата јужна граница, во која учествуваат странски полициски службеници на 8 европски држави: Чешка, Полска, Унгарија, Словачка, Австрија, Словенија, Хрватска и Србија. Поддржана од Европската комисија преку имплементација на проект на Меѓународната организација за миграција на специјалната мерка 4. I would not like to end this lecture of mine without mentioning the importance of the existence of the so-called International Joint Operation, which was initiated in December 2015 and has been continuously carried out on our southern border alongside foreign
Во недостиг на официализирање на постапка за склучување на договор за статус со Европската агенција за крајбрежна и гранична стража, заедничката операција значително придонесе во зајакнување на капацитетите на наша гранична полиција и секако во борба против илегалната миграција и криумчарењето на мигранти. Во справување со прекограничниот криминал, наша голема поддршка беа и припадници на граничните полиции на Австрија. Во периодот од декември 2015 година до декември 2021 беа распоредени вкупно 7692 странски полициски службеници. Како една од најуспешните операции од овој тип, доволно е да забележам дека на национално ниво годишно се спречуваат над 20.000 обиди за илегално минување, од кои 90% се на јужната граница. In failing of formalizing the procedure for conclusion of the status agreement with the European Coast Guard and European Coast and Border Guard Agency, the joint operation has significantly contributed to strengthening the capacities of our border police and, of course, to fight against illegal migration and smuggling of migrants. In dealing with cross-border crime, members of the border police of Austria were our unlimited support. In the period from December 2015 till December 2021, a total of 7,692 foreign police officers were deployed. As one of our most successful operations of this type, it is enough to note that on a national level, over 20,000 illegal border crossings were prevented annually, of which almost 90% are prevented on the southern border. И покрај големиот број на полициски службеници од голем број на држави, на релативно мала оперативна површина, целиот период на имплементација немаше ниту еден поголем инцидент, ниту меѓу контингентите, ниту пак со локалното население, што дополнително и дава вредност на оваа билатерална акција. Despite the large number of police officers from a large number of countries on a relatively small operational area, during the entire implementation period, there was not a single major incident either among the contingents or with the local population, which gives a greater force on this operation. Подготвени сме да ги ставиме сите наши капацитети за размена на искуства, за креирање на планови стратегии за борба против прекограничниот транснационален организиран криминал, свесни за придобивките кои може да ги оствариме и ние како држава, но и сите земји членки на Европската унија. Само со заеднички сили, здружени во идеите на демократските вредности кои што ги споделува Европа, ќе успееме да одговориме на сериозните предизвици со кои секојдневно се соочуваме и да овозможиме мир, безбедност, развој и просперитет на европскиот континент. We are ready to put on disposal our capacities to exchange experiences, to create plans and strategies to fight cross-border transnational organized crime, aware of the benefits that we as a state can achieve, as well as all member states of the European Union. Only with joint forces and united in the ideas of the democratic values that we share in Europe, we shall be able to respond to the serious challenges that we face every day and enable peace, security, development and prosperity on the European continent. Во оваа насока, дозволете да подвлечам дека решително и посветено пристапуваме кон секоја иницијатива и можност за подобрување на процеси на работа и зајакнување на соработката со соодветните органи на Европската комисија. Нашето искуство во контрола на тековите на границите може да биде особено значајно и за нашите партнери во Брисел, со кои заеднички ќе ги развиваме политиките за безбедност на границите, ќе овозможиме просторот на слобода, безбедност и правда да биде реалност и за граѓаните на Северна Македонија, но и на земјите од Западен Балкан во целина. Со силна верба во европската иднина на целиот наш регион, уште еднаш ви благодарам на вниманието и ви поканувам на отворена дискусија. In this regard, allow me to underline that we approach every initiative and opportunity with determination and dedication to improve work processes and strengthen cooperation with the relevant bodies of the EC. Our experience in controlling border flows can be particularly significant for our partners in Brussels, with whom we would jointly develop border security policies and enable the space of freedom, security and justice to be a reality for the citizens of North Macedonia and in the Western Balkans as a whole. With strong belief